Раде Кончар, од кого МВР повеќе од 20 години набавуваше регистарски таблици, обвинува за многу неправилности и пропусти во тендерската постапка. Многу сомнежи и нејасноти се појавија откако Министерството минатиот месец избра нов оператор, а понудата на Кончар беше елиминирана. Во фабриката тврдат дека нивната понуда била отфрлена како неприфатлива заради технички грешки, без да им биде дадена можност да ги исправат, додека на останатите понудувачи им била дадена дополнителна можност да достават сертификати, кои што се барале во тендерската документација, а кои што ги немале доставено кон понудата, што е спротивно на Законот за јавни набавки. Одлуката ја обжаливме со поднесување на жалба до Комисијата за жалби по јавни набавки, која даде насоки кои што му укажуваат на договорниот орган дека е потребно да изврши правилна евалуација која ќе биде во согласност со барањата и условите во тендерската документација. При повторната евалуација ние повторно сме елиминирани од постапката, а мострите на економските оператори на кои што им беше овозможено да учествуваат на повторената аукција повторно не содржат ваков сертификат. Понудите на истите требаше да бидат отфрлени како неприфатливи, а не да им се овозможи повторно да одат на аукција. Од наша страна вложена е повторна жалба до Комисијата и се надеваме дека истата ќе постапи во согласност со нашата пријава и ќе ги воочи сторените неправилности и ќе спречи настанување на ненадомеслива штета, односно испорака на неквалитетни регистарски таблици и меѓународно непризнаени. Алфа, дознавајќи од своји извори, веќе објави дека тендерот го добива фирма со сомнително потекло, но регистрирана само како канцеларија и без можност да печати таблички. Па за да не избие скандал, државата според нашите извори одлучува да нарача таблички од Германија. Од МВР се правдаа дека договорот со Раде Кончар бил временски истечен и вредносно истрошен и избран бил економски оператор Квантум од Скопје, кој настапувал како група на понудувачи со оператор од Германија. Инаку недостиг на таблици во државава има веќе со месеци. Иако надлежните тврдеа дека нема застој во испораката, сепак и денеска, проверувајќи по дел од станиците за технички преглед, добивме информации дека таблици се уште нема.